мислам дека постигнавме убава ситуација во која сите засегнати страни влегоа во оваа наша долга дебата која водиме и во која се обидуваме да објасниме дека пописот навистина е статистичка операција, а не политичка, односно не поле за политички надпревари суди. Како и да е, ние денеска би сакал да продолжиме со нашата дебата. Имам тројца уважени гостинки и гостин. Тоа е господја Славјанка Петровска, темичка од редовите на СДСМ во нашиот парламент, професорката Мирјана Најчевска, која е онлайн и која ќе зборува, ќе ја поканам да зборува веднаш по господја Петровска и господин Љупчо Зиков, експерт за економија, стопанство и се разбира главен уредник на престижното списание Капитал. Јас би почнал прво со прашањето за коментар, господја Петровска. Наистина, имавме многу динамичен период во кој опозицијата на сите можни начини се обидуваше да го дискредитира процесот на пописот, на спроведување на пописот. Изговор за тоа беше пандемијата, според моје скромно мислење, меѓутоа она што беше многу гласно кажувано во јавноста, на социјалните мрежи, во медиумите блиски до нив, беше дека ова е фингиран попис, дека постои некој таен заговор или договор меѓу СДСМ и најголемата етничка заедница во земјава албанците, нели втора по ред, се изминувам, и се разбира имаше тука многу политичко профитерство. Како ќе протолкувате вчерашната ситуација, одеднаш двајцата лидери на најголемите партии седна на маса, навистина не беше во парламент, меѓутоа се договорија за одложување. Како вие ќе протолкувате оваа ситуација, односно целиот процес? За жал, пописот, иако секаде во светот е дефиниран и секаде каде што се спроведува се нарекува статистичка операција, најверојатно дека во Македонија на некој од политичките субјекти не им одговараше така да биде представен, и во права сте дека изминатиот период сите ние бевме сведоци на интензивни кампањи, како што да речеме голем дел од граѓанските организации и ние како представници на власта се обидувавме да разбиеме таа магла дека пописот ќе биде политизиран и така натаму. Опозицијските партии дел, односно најмногу ВМРО-ДПМН, се обидуваше тоа да го представи како политички договор, за кој што јас веднаш ќе кажам дека нема никаков политички договор во делот на спроведувањето на пописот, дека мора да биде договорен или фингиран и така натаму. И различните тези кои повремено согласно нивните потреби ги слушавме во јавноста, односно објаснувања зошто не треба да има попис, само го докажуваат тоа. И точно е дека едно време изговор беше пандемијата, па после тоа спорни беа врзаните потписи на директорот и на заменикот, што според нивни објаснувања наводно ќе го политизира целиот процес. Со такви дури и остри тврдења дека законот е во спротивност со стандардите на Евростат, па дури и методологијата дека е нецелосна, за да на крај добиеме потврда токму и од Евростат да го признаат и законот што беше донесен во собранието. Учесничка професорката Мирјана Најчевска, која е позната по својот критички став во поглед на сите засегнати во политиката. Можете ли да ја прокоментирате новонастанатата ситуација со пописот и да ли дадете ваш поглед на нештата? Колку пописот го исполитизиравме во општество непотребно, а колку тој требаше да се задржи како статистика? Ете, две прашања во едно, па повелете. Да, пописот е одложен, меѓутоа останува прашањето зошто е одложен. Значи, во последниот период се појавија многу расправи, многу аргументи, многу спротиставени мислења за тоа дали треба да има попис, дали не треба да има попис во моментов, каков попис и слично. И сега, навистина, мене лично ми остана крајно нејасно зошто е одложен пописот. Дали е одложен заради ситуацијата со пандемијата, што на извесен начин не е проблематично, ако видиме на кој начин се однесуваат граѓаните
какви се контакти имаат, на кој начин ги почитуваат или не ги почитуваат мерките. Значи, останува навистина едно големо прашање дали баш пописот требаше да се одложи заради тоа што имаме пандемија, затоа што имаме ваков зголемен број на заразени и починати лица и навистина не знам дали тоа е основната причина за одлагање на пописот. Се разбира, имаше и многу политички пресеци на тоа што се случуваше до сега. Мислам дека и се допреа и прашања кои се однесуваат на самиот парламент, а се разбира и на владеачката партија. Па дали имаме некој коментар, одговор или надоврзување на ова што го слушнавме од професорката Најчевска? Да, веројатно фактот што она што и професорката Најчевска го кажа, во уставот веќе се предвидени добивање на или стекнување со одредени права се поврзани со бројките, а бројките се оние кои што треба да се потврдат или отфрлат на овој попис. Дополнително ја загреа атмосферата дека станува збор за фингиран попис. Што повторно ќе кажам, јас не се сложувам со тоа, меѓутоа да, релативно или реално што се отвара на маса и тоа прашање. Зиков, што ќе каже главниот уредник на едно списание за финанси, економија, стопанство? Колку е значајно за нашата земја, за општеството, особено за стопанството, да знаеме што имаме, колку е значајно да има попис и колку всушност отсуството на попис 20 години влијае негативно. Дали сепак може да се живее во стопанството, во економијата и без попис? Само едно ќе кажам дека во 30 години во Македонија како политичарите као да не се свесни за многу битни работи, едно можеби најбитните работи со кои оперираат политичарите потоа во своите кампањи е населението. Со кому се обраќаат тие луѓе, значи на кому му праќаат пораки, кому ќе му го разубавуваат животот во следните години на мандатот и така натаму. Анахроно е и глупаво е да се зборува дека Македонија во моментот располага со податоци од попис направен 2001 година. А тогаш сме направиле попис врз основа на цела една транзиција од 10 години, од 92 година, каде што имаше се. Значи, ние, ако тргнеме дека и тој попис во 2001-втора е направен постконфликтно, значи во услови на политички стрес и така натаму, со, можеби, не до крај точни податоци, пошто имаше и раселено население и сите тие работи, имаше и внатрешна раселеност, имаше и надворешна раселеност, и од внатре према надвор. Извореден аспект, точно. Значи, ние и тој попис прашање колку ни е релевантен од 2002 година. Втора работа, тој попис во својот аспект на аналитика потоа до денеска, 20 години потоа, оперирал со податоци од раните 90 години кога се осамостојувала државата. И тогаш е прашање каква релеванција имал пописот при станување независна држава. Значи ние во целата независност со 30 години имаме два пописа и за двата еве ја кажувам, дали испадне сега дека нели општо мислење е ова, јас моje лично мислење е дека многу малку релеванција има и во двата пописа. Мислам, има дел кој може да се кажува и дека е нерелевантен. И ако тоа го земеме како една логична матрица сега за овие 30 години, ние практички прв пат сериозен попис правиме. Во кој контекст сега го правиме тој попис? Треба да го направиме во услови 20 години потоа, после последниот попис. Вториот контекст е попис како членка на НАТО. Ќе кажам подоцна зашто е тоа, зашто ја врзувам таа паралела. Трето, како правиме попис пред почеток на преговори со Европска унија за членство во ЕУ. И на крајот, четвртиот најбанален аргумент, попис во 21 век во 2021 година. Каде што никаде во светот тоа не е тема. Се разбереме, никаде во светот тоа не е тема. Дури ни на Балканот не е тема. Дали имате коментар на овој дел? Прво би сакала да кажам дека проблемот е во власта и за начинот на гледање на пописот и за тоа зашто се доведуваме во оваа ситуација сега да треба да се одлага пописот. Значи, ако се пропушти моментот кога требало да се направи попис, потоа секоја ново настаната лоша
ситуација е одговорност на власта. Значи, со тоа што не е направен пописот како прва, како промптна работа на почетокот на превземање на власта од оваа владеачка структура, всушност самата позиција се довела до оваа ситуација. Второ, ако граѓаните гледаат на пописот како на политички чин, нема да се добијат добри бројки, нема да се добие фактичка ситуација. Колку има вистина во тоа дека секоја власт е виновна? Апсолутно, власт е власт за да биде виновна. Така е. Меѓутоа, ајде малку да бидеме разумни и јас многу повеќе сакам, особено во овој период, да бидам попрагматична и не сакам да се враќам на тоа што се случувало наназад, затоа што сите бевме сведоци на начинот на кој што живеевме во режим и во заробена држава. Ама ќе мора да се потсетиме заради тоа што ова прашање не затоа што професорката го спомна, меѓутоа реално и многу често во јавноста беше адресирано зошто веднаш не направивте попис и еве са хронолошки да се вратиме назад. 27 април 2017. Мислам дека доволно говори самото тоа. Целиот свет, целиот демократски свет беше ужасно од тоа што се случи на нашата држава во собрание, во институција која треба да биде храмот на демократијата. 2017 година, за жал, со одложување заради тактизирања и така натаму и рефлексија на заробената држава и заробените институции, власта не можеше, владата тогашна, да биде формулирана во некој разумен рок, нели, согласно уставот, туку тој беше пролонгиран се до 27 април, така натаму. Некаде средината на годината веќе имавме новата влада предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Наредната година веќе го имавме референдумот. Да. Годината после тоа ги имавме претседателските избори. Годината после тоа имавме предвремени парламентарни избори. И сега кажете кога? На сите што беа со нас, а секако и оние што ќе го гледаат после тоа овој наш настан, им благодарам за вниманието, за добрите коментари. Останете со Цивил медија, останете со Цивил и се разбира, бидете Цивил.